Случајот со наставникот по математика кој допирал малолетни ученички во приватен центар во Штип создаде вознемиреност и сериозни реакции во јавноста. Министерката за образование и наука Весна Јаневска, прашана за случајот, кажа дека приватните едукативни центри не се под надлежност на Министерството и дека во моментот нема механизми за контрола на нивната работа. Таа најави законски измени со кои приватните центри ќе бидат ставени во образовниот систем и под државен мониторинг. Приватните центри не се под надлежност на Министерството за образование и наука, за жал. И моите информации, кои ги добивам од стручните служби, велат дека тие се надвор од системот. Ние предвидуваме закон за да ги вклопиме во системот, образовен, нели? За да можеме и да спроведуваме мониторинг на нивната работа. Како што гледате, Министерството за образование и наука 2 години не е запрено, 24 часа работи. Толку многу закони мора да се променат, за да се подобрат стандардите, за да се покачат стандардите, за да обезбедиме квалитет во сите чинители, велам јас, и кај учениците, и кај професорите, и кај стручните служби, и кај родителите, и кај социјалните служби, интерресорски да постапуваме. Да, тоа е еден од законите кои Министерството во иднина треба да го донесе. Јас се надевам дека ќе успееме на брза лента да донесеме барем уште 5-6 други закони, откако ќе поминат овие 3, високо образование, наука и квалитет. Од јавното обвинителство на Република Македонија соопштуваа дека е донесена наредба за спроведување истражна постапка против лицето кое се сомничи дека подолг период вршел полови дејствија врз 3 девојчиња кои не наполниле 15 години. Како што информираат од септември 2023 до 11 мај 2026, осомничениот користел прилика во која на девојчињата на возраст од 13, 11 и 10 години им држел дополнителни часови во центарот и им се приближувал и ги допирал по телото. Основното јавно обвинителство Штип донесе наредба за спроведување истражна постапка против лицето за кое постои сомнение дека подолг период вршел други полови дејствија врз 3 девојчиња кои не наполниле 15 години, со што се исполнети елементи на кривично дело од член 188, став 5 во врска со став 1 од кривичниот законник, последователно од септември 2023 до 11 мај 2026 година. Осомничениот користел прилика во која на девојчињата на возраст од 13, 11 и 10 години им држал дополнителни часови во образовниот центар и им се приближувал и ги допирал по телото. Јавниот обвинител до судијата на претходната постапка од Основниот суд во Штип достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот, велат од јавното обвинителство на Република Македонија. Од Министерството за внатрешни работи за случајот велат дека го пријавиле родителите во присуство на ученичките и представници на јавната установа Меѓуопштински центар за социјални работи Штип. Со судска наредба извршени се претреси во неговиот дом и во образовниот центар и одземени се предмети за понатамошна постапка. Аша бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него е поднесена кривична пријава, а од судијата на претходната постапка му е определена мерка притвор од 30 дена.